Царината и граничната заштита на САД има речиси невозможна задача да се обиде да ги пресретне сите украдени автомобили што ја напуштаат земјата. Овде во пристаништето Балтимор стотици украдени автомобили што службениците ги откриваат годишно, главно се насочени кон одреден регион во светот. Би рекол дека 90 до 95% од украдените автомобили се упатени кон Западна Африка. Кражбата на автомобили е проблем што е во пораст низ САД, според професорот по криминологија на Универзитетот во Мајами, Алекс Пикеро. Има луѓе кои крадат автомобили и автоделови за да ги продаваат веднаш на локалните пазари. Има и лице кои буквално крадат автомобили, ги ставаат во контейнери и ги продаваат низ целиот свет, не само во Африка, туку на Блискиот Исток и во Азија. Царината и граничната заштита на САД користи мобилни джиновски апарати за рентген за да ги скенира контейнерите и да утврди дали изгледаат сомнително и дали треба да се отворат. Манифестот за овој контейнер не наведе никакви возила, велат од Царинската управа. Таму треба да има само покукнина, но во овој пример има најмалку 3, веројатно 4 автомобили во тој контейнер. Овој контейнер што туку го отворивме денес. Возилото на врвот, Honda, веќе потврдивме преку серискиот број дека тој автомобил е украден. Има уште 2 одзади. Спроведувањето на законот вели дека криминалците често изнајмуваат автомобили за период од 30 дена, ги возат возилата директно во континер и лепат лажен сериски број над вистинскиот. Автомобилот нема да биде пријавен за украден месец дена. Дотогаш веќе тој ќе биде качен на брод на отворено море. Тимот на Ротман се надева дека ќе ги пресретне таквите автомобили пред да излезат на море. Забележавме дека серискиот број не се совпаѓа со она што би требало да го поседува овој Форд. Властите во некои земји во Африка сега соработуваат со Интерпол за да се обидат да запленат украдени возила што успеале да поминат низ проверките на американските пристаништа. Но таа соработка е неконзистентна, вели професорот Пикеро. Некои влади работат подобро, некои не, и не можете да пребарувате во секој контейнер. Затоа, безбедноста на пристаништето тука има голема улога. Со толку многу купувачи кои барат договор за користен автомобил, често без прашања, веројатно нема да има намалување на глобалниот сообраќај на украдени возила.